почитуване съветници, представници на общинската управа. Я свиквам 36-та седмица на Съвет на община Демиркапия. Седмицата се удържа в пространството на община Демиркапия. Днес сме 19.7.2024 година. Я отварям 36-та седмица от още по 16 часа. За работа на седмицата го предлагам следния дневен ред. Усвоюване на записника от удържаната 35-та седмица на Съвет на община Демиркапия. И имаме на допълнуване на дневния ред от след като дадените материали, които вие вече ги имате във вашите материали. По точка 1 предлог odluka za uspostavljanje na međuopštinska suradnja među opština Negotino i opština Демиркапия. Точка broj 2 предлог odluka za odobravanje na finansijski sredstva za regionalni centar za zgrižovanje na bezbedni miljenici i veterinarno zdravstvo u Вардарски плански регион. Точка broj 3 предлог odluka za utvrđivanje na operativni troškovi za finansiranje na zajedničko javno предприятие regionalni centar za zgrižovanje na bezbedni miljenici i veterinarno zdravstvo stacionar Šepa. Точка broj 4 предлог odluka za prestanок и даване на трайно користење на државна движна ствар, моторно возило на јавното комунално предпријатие Бошава Демиркапија. Точка број 5. Предлог решение за давање на согласност за годишен план за вработување во 2025 година во општина Демиркапија. Точка број 6. Предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување во 2025 година на ЈОУГГ Борис Трайковски Демиркапија. Точка број 7. Предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на бюджетот на општина Демиркапија за вториот квартал од 2024 година. И сега новите точки на дневен ред. Точка број 8. Предлог програма за измена и дополна на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Демиркапија за 2024 година. Точка број 9. Предлог решение за именување на член на управен одбор на заедничкото јавно предпријатие регионален центар за згрижување на безбедни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Каларец. И како точка број 10 разгледување на барање од физички и правни лица. Да тргнеме со седмицата, би сакал да отворам расправа по однос на записникот од државната 35-та седмица на Съвет на община Демиркапија. Дали некој избара збор по однос на записникот од претходната седмица на Съветот? Пошто никој не бара збор, го заклучувам претресот и записникот од одржаната 35-та седмица го ставам на гласање. Кој е за вака да го усвоиме записникот? Молам да крене рака. Едногласно, 7 гласа за, нема против, нема воздржани. Усвоене записникот од одржаната 35-та седмица на Съвет на община Демиркапија. И сакам да го ставам и дневниот ред на гласање. Кој е за вака предложение од дневен ред? Дали има допълнат? Ще направим измена. Добро. Предлагам по интерес на времето на явно, да може да ги свободим през викенде. Да седната и осмата точка. Предлог заклучок за усвојување на кварталното извршување за извршување на бюджетот на општина Демиркапија за вториот квартал. И тоа осмата точка. Предлог програма за измена и допълна на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Демиркапија за 2024 година да ги ставиме како прва и втора точка. На разгледување. Да. Добро, кој е првен за дневниот ред овако? Дали има некој предлог по однос, дали има забелешка или некоја нова точка на дневен ред или што? Нема. Добро, ред. Да огласиме дневниот ред. Кој е за вака предложение дневен ред? Молам да крене рака. Едногласно, 7 гласа за, нема против, усвоите дневниот ред. И тргнуваме со седмата, односно првата точка на дневниот ред за денеска. Предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на бюджетот на општина Демиркапија во вториот квартал за 2024 година. Молам представникот на општинската управа да се привиси. Благодарам. Почитувани, пред вас го имате кварталниот извештај за извршување на бюджетот на општина Демиркапија за вториот квартал, односно за периодот од 1.1.2024 година до 30.6.2024. Реализацијата на изворите на финансирање на општина Демиркапија
е следната. Приходите на буџетот на општината за 2024, односно за вториот квартал, согласно законските рамки и досегашниот трend на наплата, можеме да приметиме дека кај даночните приходи реализацијата до 36 е 6.945.155 денари. Потоа, кај неданочните приходи реализацијата на основниот буџет е 519.122 денари, кај самофинансирачките активности изнесува 1.368.534 од планирани 4.840 денари. На страната на донација износот изнесува, значи, реализација 134.000 денари од 200.000 планирани. Значи, вкупно имаме реализација овде од 2.022.000 денари. На страната на трансфери и на донации, кај буџетот, кај основниот буџет, тоа изнесува 28.503.517 денари од планирани 83 милиони. На страната на дотација 31.304.000 имаме реализација од планирани 61.100.000 денари и на страната на донација од 1.483.000 имаме реализација од 196.000 денари. Додека пак на страната на капиталните приходи имаме реализација од 1.017.000 денари. Тоа е што се однесува на, значи, на приходите. Во делот на расходи, купно, значи тековно оперативните расходи на основниот буџет се, значи тековно оперативни реализација 21.337.000 денари, а додека пак капитални расходи реализација имаме 15.647.000 денари од планирани 73 милиони денари. Овде, значи, во делот на стоки и услуги имаме 7.366.000 денари реализација. На страната на самофинансирачки активности, исто и стоки и услуги, имаме 1.030.000 денари реализација. На страната на дотација имаме 3.138.000 денари реализација и на буџетот на донации имаме 244.000 денари реализација. Кај субвенции и трансфери реализацијата е следна. На основниот буџет имаме 3.362.000 денари, од планирани 8.955.000 и тие се, значи, кај субвенции за јавни предпријатија имаме реализација од 750.000 денари, трансфери до невладини организации 100.000 и разни трансфери имаме 2.500.000 денари. И само финансирачките активности реализацијата е 337.000 денари од 340 планирани. На страната на дотациите 225.000 денари имаме реализација, значи, од 428.000 денари и на страната на донации од планирани 87.000 денари, реализација 87.000 денари. Додека кај капиталните расходи имаме, значи, вкупна реализација, тие за сега се однесуваат само на основниот буџет, иако имаме, значи, предвидено и на страната на донација, но таму сме во фаза, значи, на реализација. Во следниот квартал се надевам дека и овде ќе се појави реализацијата, односно на 480 конто имаме 27.000 денари реализација, на 482 други градежни објекти имаме 15.468.000 денари и на 485-ката вложување и нефинансиски средства имаме, односно тоа се средства за експроприација, 151.000 реализирано. Интересно е да се спомене кај образецот К2, односно тоа е кварталниот извештај за достасани, а не намирени обврски. Значи, доколку го погледнеме од почетокот на годината, значи од јануари па се до овој пресек, до јуни, до 30, имаме, значи, драстично опаѓање на вкупните обврски на општината, секако и во делот на обврски до 30, до 60 и отужени немаме повеќе, значи, и тоа се однесува на неотужените обврски и доаѓаме до една бројка која што е 4.880.000 денари, значи вкупни достасани, а не намирени обврски. Што значи ова? Значи се намалиле, да речеме, од јануари ни биле 12 милиони, сега се 5 милиони обврските и овие ќе се средат, овие се однесуваат конкретно за локалитетот Дошница, значи тие 3 милиони денара не ни се исплатени, значи бидејќи сме во фаза на да видиме, значи, зошто таму некои расходи не ни се признаени.
но тоа ќе го зборуваме наредниот квартал. Тоа е што е интересно да се спомена, значи во образецот К2 и секако во образецот К3, кој што е квартален извештај, значи за промените на состојбата на секој задолжување како на општината, така и на јавните предпријатија кои што се основани од општината. Овде исто така сме во ред, значи бидејќи немаме достасана, а не платена обврска, односно во извештајниот период сија имаме, значи датумот на отплата ни беше претходно, значи во февруари и сега следната обврска за ратата за долгорочниот кредит ни е до 10 август, која што исто така ќе биде во рокот исплатена. Тоа е значи што се однесува накратко, доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Отварам расправа по однос на првата точка на дневниот ред, предлог заклучок за устојување на кварталниот извештај за извршување на бюджет на општина Демиркапија за вториот квартал за 2024 година. Дали некој има спор, дали прашање? Поведете господин Сарајло. Ова ја конкретно прашање до општинската администрација не се поставам одлука, затоа што милиони и не знам кој пат поставал прашање и ни дозволяваме не добивам некој што одредено одговор. Моите прашања се се однесуваат на сет во сите ставки има други материјали, други договорни услуги, други трансфери, други градишни објекти и така натаму. Секој го било некој категорија со одреден одговор, така се чудува така и никој ништо не добива, така да јас мислам дека нема смисла повеќе да поставам нашите прашања, со само споменување на такви ставки со други, кај што очигледно има поголема сума на пари во расходите, јас ваков предлог за квартален извештај нема да подлежи. Може ли да тука нешто да... Значи, бидејќи немаш конкретно прашање, не бев повикана, бидејќи сум од општинската администрација и секако го подготвам овој квартален извештај и не се согласувам значи со вас, со констатацијата дека никогаш нема да добиен одговор, има транскрипти и видеозапис, може да се провери значи тоа, но сега тоа не е тема на разговор. Во делот дека кај други, еве конкретно, еве други трансфери. Значи, тука има исплата, значи, кон Вардарски плански регион. Значи, тоа се за сите проекти во кои што општината има контрибуција. Значи, потоа, кон АМСМ, например, шлепање на возило, кон детската градинка Борис Трајковски, вие донесовте одлука да субвенционираме семејство на социјално загрозено за престојот во градинка. Значи, тоа мора да се исплате од други трансфери. Потоа, за Свети Трифон, за празникот, значи за самата бина, значи за што беше за гостите репрезентацијата, потоа за знамето на самата бина, за сите пропратни, значи што одат сите пропратни и награди и сето тоа околу организацијата, значи за Свети Трифон, и тоа е под други трансфери и си има тука може да се види значи по програми. За потоа имаме значи трансфери кон проектот про поддршка во деинституционализацијата, износете од 70.000 денари, кој што требаше ни ги пуштија на девизна сметка и ние нормално трансфер да направиме за да се плате тој семинар. Потоа кон ЈП Болшава, значи водата, за уличното осветлување, не знам дали спомена, значи превоз еве на треба конкретно за улицата Партизанска 2 и не е точно дека нема одговор. Еве, например, кај други оперативни расходи, тоа беше за други трансфери, кај други оперативни има кон Центар за јавно здравје, испитување за водата, за пиење во населените места, конкретно за барови и за други населени места. Потоа одржување на веб страната, потоа репрезентации, значи тоа е од други оперативни расходи. Од други договорни услуги, кон ВЕДА, значи сите авторски договори кои што општината ги склучи со агенција, односно со настапувачите и водителите, значи сите кои што взе тоа учество,
треба да, значи ние тоа го средивме, значи како и секоја година, со авторски договор. Тоа се тие ставки, потоа за новогодишна честитка. Новогодишна честитка се мисли, значи, на медиумите, кои што го имаме наш медиум тука КТВ, најблиската телевизија. Потоа имаме, значи, за ЕРОД-1 програмата за ревизија на проект, исто од други договорни, затоа што сепак е склучено со договор, за ПП апаратите, за одржување на ово што ни е ГМ метео долу, значи што можеме на неколку места, значи да ги видиме како се движи, значи дождот и сите тие работи, значи на ниво на нашата општина, на влажноста на воздухот. И сметам дека е доволно тоа што спомнав, така да има, секогаш има и го има истото образложение. И не знам зошто ве бунат тоа други договорни, други материјали, други трансфери. Не го измисливме ние, значи, контниот план, некој го измислил. И пример, не можам, 425, други договорни, не може да ставиме, например, правни услуги, исто е од 425, или објавување на огласи од 426, а се работи за нешто што не е тоа, значи нема адекватно конто. Кој ќе се измисла, тогаш ќе ги нема овие. Ама 15 години сум тука, во оваа проблематика сум навлезена, сега е така. Тоа е одговорот. И не е спорно, значи го подставките други. Да. Тоа го има се. Да. Тоа образложението, да. Како викате, други материјали. Тоа и тоа. И вие сте го дали за ова образложението и сте образложили тука што е. Меѓутоа, ако во тоа други материјали не стои сума од 150.000, не знаеме дали се сите 150.000 во тоа што вие усно нас го кажувате, или дали се потрошили во сите тие што ги набавувате 50.000 да останете своји Ама не знам, кој е начинот тоа да ви се каже. Има образецот за квартален извештај е тој. Значи нема тука со име и презиме. Има по конта и има синтетика. Значи ово е начинот кој што јас го истрачам до Министерството за финансии. И фала Богу, значи секогаш, нели, нема забелешки. Сега, затоа сме тука, ви реков, доколку имате прашања или сугестии, нормално, значи тука сум да одговорам. Не ми се допадна, значи тоа што го кажавте дека нема одговор. Значи тоа не е точно. Тоа сака само така. Ме повреди бидејќи секогаш сум тука и стоам на располагање. Доколку сакате можам, значи, аналитички картички да извадиме, да видите, значи јас вие не ги измислив број, нормално е дека не ги паметам, затоа и ги кофирам. Ами образецот е тој. Така е тоа. Да се пушите во меѓу себе, нели расправа. Не е расправа, е одговор. Ако се уште дали имате уште нешто репликата, добро, тоа е тоа. Благодарам. Дали некој друг има прашање или даден збор, односно направена точка од дневниот ред? Поведете се, значи. Во расходи од буџетска сметка, ставка, поправка, се регистрира на весна бурза. Средствата гледам искористени се за 6 месеци. Значи голем дефект нешто, што како и вечерски 6 месеци следат. Средствата не се докористени, тука така излегува, затоа што ние тука плативме, значи пренесено салдо од 23. Од 23, да, значи тоа што било ноември и декември, го плативме во оваа година, инаку средствата не се дотрошени, се надевам дека ќе биеме во рамки на буџетот, дали ќе бидеме или не знам, ама возилата се стари и стварно многу често имаме. Значи, може ако сакате да извадам да ви кажам точно. Да гледам дека нема средства. Да, ќе треба, ќе го ребалансираме, таа ставка ќе биде ребалансирана. Да. И тоа за некои си 60 или 70 денара, за да видиме, значи согласно договорот, да, за да не стигнат до крајот на годината. Семинари и конференции се планирали до крај? Гледам ставката и скошена. Вака, значи, кога беше короната и сега тоа е интересно, нели, беа онлайн и беа тродупло поевтини, искрено. Значи, а сега стварно се покачени, значи, тие износи на самите администрацијата, значи, не сме 20 луѓе и имаме и генерички обуки кои што и мора да ги одиме, значи, и заради лично усовршување нормално. Така да некои работи едноставно мора да одат.
дали сакаме или не, значи согласно тоа и не оценуват на крајот на годината, значи ние поднесуваме извештај, значи дали се дообразуваме, тоа е тоа. Значи таму кај што имаме реализација, ќе мора да изребалансираме, од таму кај што немаме, тоа ќе биде за следниот се надевам. Гориво и масла се гледа за 6 месеци, дека 34% е свободен. Имаме, значи супер сме со заштеда, да, супер сме, да, точно. Има заштеда, тоа е, и ние тоа го приметиме, да. Дали, друг пара разговор? Поради тоа што никој не е разговор, да заклучам претенција по првата точка на дневниот ред. И предлог програмата, предлог заклучок за усвојување на квартални извештај за извршување на буџетот научна комуникација за вториот квартал од 2024 година доставена на гласност. Кој за вака предложениот предлог заклучок? Молам да така. 5 гласа за, против, 4 гласа против, нема удржани. Благодарам. Поминуваме на втора точка од дневниот ред, предлог програма за измене и допълнение на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Димитрапија за 2024 година. Помолам предлога представник за решение да се Со оваа предлог програма се врши измена, односно дополна на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Димитрапија за 2024 година, со тоа што во глава 5 донесување на урбанистички проекти се додава нова точка која гласи: урбанистички проект во опфат на урбанистички план за изградба до 35 кВ на електричен кабелски подземен вод со намена Е1 основни инфраструктури за пренос на електрична енергија на делот КП 21/1, делот КП 230/1 и делот КП 1208/3 као Бистренци, општина Димитрапија. Оваа дополна на годишната програма за изработка на урбанистички планови се врши по пристигната иницијатива од инвеститорот, односно Друштво за производство на електрична енергија МИД Солар Скопје, кој што на предходно изработени урбанистички плански документации врши поврзување со кабелски подземен вод, со тоа што должината на трасата изнесува 372 метри должни, со 3 метри лево и 3 метри десно заштитен појас и површината на целиот опфат изнесува 0,2 хектари. Значи, од предходно донесени урбанистички плански документации, каде што се планирани трафостаници во секоја засебно, се врши спојување со подземен вод. Согласно Законот за урбанистичко планирање, инвеститорот доставува иницијатива до Комисијата за урбанизам на општина Димитрапија. Комисијата таа иницијатива ја прифати и се преминува кон внесување дополна на програмата за изработка на урбанистички планови на општина Димитрапија за оваа година. Отправа расправа. Втората точка на дневниот ред повежда се тоа. Јавното Председател на Комисията за урбанизъм, това е Христо Грете, овако ще беше на комисията и там много гласно и комисията след нас ще да се поддържа. Благодаря. Дали некој друг пара звони или има прашање по втората точка на дневниот ред? Предлог програмата за измени и допълнение на програмата за урбанистички планови. Пошто никој нема разговор, да заклучува претенција по втората точка и ја става гласа која за вака предложена точка на Володимир Кракака. Едногласно 9 гласа за, нема против. Само ќе слободно да се подготвиме. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Родино и Димитрапија. Поверете представникот. Оваа предлог одлука е поврзана со предходно недонесената одлука за прифаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка, која што на предходната седница
ја донесе Советот на општина Демиркапија, односно го прифати предлогот од страната на општина Неготино за воспоставување на меѓуопштинска соработка во делот на користење на интелектуални услуги од областта на располагање со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија, од услуги од општинската администрација на општина Демиркапија на општина Неготино во делот на кои што се однесуваат во делот на едно обработено лице со овластување за управување со градежно земјиште собственост на Република Северна Македонија. Инаку општина Неготино подоставената нели одлука од наша страна дека го прифатиме предлогот, донесе на седница на 5.7.2024 година одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка и следен акт кој што треба да се донесе согласно законот за меѓуопштинска соработка е од страна на општина Демиркапија одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка, на која што подоцна нели ќе следи исклучување на договор за воспоставување на меѓуопштинска работа каде што ќе се регулираат правата и обврските помеѓу двете општини. Дали некој желае збор по однос на трета точка од дневниот ред? Прашања, поведете збор. Се знае кој ли? Се знае вината од какви кажат и јава толка. Колешко се што беше претходно изложение. Дали некој друг бара збор? Има прашање? Пошто никој нема разбор да заклучува прекусот и трета точка предлог одлуката за воспоставување на меѓуопштинска работа помеѓу општина Неготино и Демиркапија за гласање кој за продолжената точка, некој не вага, едногласно да е да се заднема против няма говорена. Продолжуваме понатаму четврта точка на дневниот ред предлог одлука за одобрување на финансиски средства за регионален центар за згрижување на бездомни медици и за здравство во Вардарски плански регион. Го молам председачот да доврши на председател. Благодаря на председателя, како што видите на дневен ред денес имаме неколку точки во врска со стационар шефа. Да се планира, значи, ово јавно предпријатие да почне да функционира од месец септември, самото предавање на објектот, веќе има назначен директор. Инаку оваа предлог одлука произлегува од претходно доставено барање за трансфер на средства од страна на Центарот за Вардарски плански регион и се однесува на делот на изградбата на самиот објект. Значи, во делот на склучениот договор со изведувачот за градба на Центарот за згрижување на бездомни миленици се појавило одредени непредвидени, непланирани, дополнителни работи и вишоци во вкупна вредност од 1.884.549 денари, кои што се одобрени од страна на надзорниот орган. И овие средства се распределуваат според модулот за управување на организационата поставеност на регионално ниво, значи помеѓу сите општини од Вардарскиот плански регион, според големината, односно според бројот на населението, така што општина Демиркапија во овој дел треба да учествува со износ од 51.314.000 денари, за да може значи комплетно да се доисплати финансирањето на изградбата на самиот објект. Значи не се поврзани со оние оперативните нашите редовни тековни трошоци кои што ги преземаме со одлуката за основање. Ова се непредвидени. Да, трошоци кои што се појавиле во делот на изградбата, на самата изградба на објектот. Непредвидени работи и вишоци. На ставки кои што биле преземени со договорот за изградба. Дали некој бар збор по однос на четвртата точка од дневниот ред? За овие финансиски средства кои што треба да се одобрат за изградба на регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарски плански регион. Нема прашања, нема коментари. Да започнеме претресот и ова точка предлог одлука за одобрување на финансиски средства за гласање. Кој за предложението предлог одлука едногласно, 8 гласа за, нема против.
Значи ова е одлука која што произлегува од претходно донесена одлука за основање на заедничкото јавно предпријатие. Значи ние во ноември месец 2023 година донесовме одлуката како што во членот мислам дека е 8 од одлуката превземавме и обврска на годишно ниво да општината партиципира со средства од 163.355 денари, што значи дека ова одлука се однесува за 2024 година. Средства кои што општината треба да ги исплати кон центарот за нормално тековно функционирање на центарот. Отправам расправа по оваа точка, дали некој бар раздор? Информира доста работа овие Ние партиципираме со 163, така за текови. Сега уште не отворен центарот од септември се отвара. Па да, они веќе ќе почнат. 163.000 се за 12 месеци фактички услуга. А сега Ние, 9 месеци. значи, како што стои тука се плаќаат квартално. Да, ама нема услуга сега во 2 месеци. Нема услуга, ама сепак Зошто да не се поделат за тие 3 месеци колку да платите? Лани платиме нели лани донесиме одлука за само за третиот квартал. Сепак тие средства ќе им бидат потребни, нели како и да тие се во оперативните општини на некој начин се превземаат. До самиот модул кој што претходно беше, тие средства стоат на сметката, значи не се трошат. По 9 месец од 12 нема проблем. А сега кога не работиме как да дајме 163.000? А вано се молим за болести за 6.000 за 3.000. Пример кажувам. Значи, како што ви кажам, 9.000 се вишка сега што ви дава. не се више за тоа што тие средства ќе им бидат потребни. Тие не ги користат они во моментот. Абе не работи како потребни. Ама не ги користат, значи ќе почнат со работа и ќе имат одредени трошоци, значи трошоци треба за да 3 месеци. Нема трошок за луна за 6 месеци. Кој не работи не прави трошок. Но може да ги платиме, затоа и стоите да се плаќаат квартално. Ама нема врска, ајде. Никој не рече така и ќе Никој морам не да рече, кажа ајде. стандард, значи да не се се... троши, не е потребно. Нема проблем, да. Тоа не беше. Зошто да дадеме за 9 па не работи? Тоа беше, не беше ништо друго да не дадеме. Затоа стои дека се плаќаат квартално, значи може би нема да ги побаруват за тие 9 месеци. Затоа и во член 3 колку што гледаш, че стои дека квартално е. Не за тоа што тоа за 24 година, за година Како вкупен износ е за 2024, меѓутоа дори стои финансови средства ќе се вршат исплата, значи квартално. Оде, окей. Тоа ми беше само. Tutto va bene, meno un dogovor becca lijeka. Nemamo rezultata, izvani na karti. Nešto slično. Kada to platimo, se stvari na sekundne mjeseci i godišnju, pa ne znam da to nije isplaćeno. Nismo odredili su od 160 i nismo imali prethodno odlog. Detektivi finansirali su to. Ajde kako državom naše, jer je to da pokrinu razložila. Ljudi ne počnu, ne dade usluga, ne dade ništo. I сега, znači kako sad ja, da, sad ja barem od opštine da nešto i gdje počnem da radim tam tuga za dobrobit materijante, ама pol godina mislim počnula sutra za cijela godina nekim treba to kod mene opštine pripremno pol godina ne treba daje. Sam da je politika, sam da je nekada do pravo, sve obrliče nekako na beka odjednog. Ova suma godišnja, a 6 mjeseci se pomijeti, Таму веќе има ВД директор, значи тој ВД директор треба да зема плата. Така? Епа. Значи, ама мора да постои, значи сега во моментот сме како што гледате дека дополнување на точка имаме за управен одбор. Значи тие ќе функционират. Ние веројатно се одложи септември од одлагањето за до февруари. Па сега најавено е за во септември, ние можеме да кажеме, значи се случува. Значи тоа се февруари да биде. Сечаваш? Па за тоа ти викам, се случуваат работи кои што ги одложуваат одредени, не може да предвидиме. Значи најавата е дека во септември. Не да, не викаме не. Значи чим сме донесиле и одлука пред ама не се доведе до одлука дека ќе финансираме. Не викаме не сега. Ама зошто да не е 6 месеци? Па затоа што кажу, него во моментот има ВД директор. Треба ли да зема плата тој? Нема проблем, најмалите по-малка биде. Значи никој не оде за без пари не игра. Не се владно 63.000, а не работи нешто.
И най-накрая ќе дадат извештај, ако значи ги побарат тие, ќе дадат извештај дали се потрошени, не се потрошени или не се префрлат за наредна година. Ќе си има дополнително. Проблем, други. Не е проблем. Taj процентър е потребен. Други оперативни философски места, ще ги покрият. И услугите дават предложение за лов, за той за това, колко се как се потрошени, не се представят. Значи, ќе имате увид во извештаите, доколку имате прашање за тековното нивно работење, сте сепак дел од основачите и може значи да си барате и детални образложенија и се што ви интересира во врска со предпријатието. Да почне да функционира. Јас се надевам дека ќе имаме можност кога ќе додат представени случаи, сигурно ќе процедура повторно. Значи треба да ни кажат каде беа, кои пари ги потроши и зошто го направија тоа, нели? Ете, да си ги памтиме прашањето ние, пошто го одобриле финансирање. Така институција нам како општина е потребна. И идеално некако пак се извинам, ако не е проблем е само просто цела сума да се предвиди за 3 месеца. Не е проблем. Може и тие 3 месеци нема да спасат како. Да. Няма никакъв проблем. Да била за 6 месеци сумата 80 евро са символично стане за 3 месеца, не е вода. Ама сега във вака не. Може и да управа, нали се Няма проблем. Треба средства. Не сме кои това е докада институцията да формиране и така. И сега само имаме по представата до общината само кушава да најде причина за това. Не има директор, има. Значи Јора не е до крај нормално. Нормално не. Секој случај да даде твари за нещо што не е користно. Имаме наш член таму, това е се што видите. Така да се што ще треба и во имена да воде сметка За помината година пари да се барат. Одете. Може и да кажа. За да видиме дали се потрошени и ако се потрошени, защо се потрошени. Ще си го памтим сгоре, пък сме одобрили предходно, пък да видим как ще да работи. Добре. Дали ми друг баре за моята областна? Това беше полезно. Четвърта. Пета точка. Пусто никой не разговаря, без изключване претреса. Областна петата точка, предок одлуката за утвърдуване на оперативната трошници за финансиране на заедничното явно предприятие регионален център за движуване на бездомни единици и програма на властници на нашите кладенци. Доставам на гласа. Кой е за вака предложение? Предок одлука в молотните града. 4 гласа за. Кой е против? Кой е въздържан? 5 гласа въздържани. Точката не е много. Преминаваме на 6-та точка. Предлог одлука за престанок и за даване на трайно користене на движна стvar моторно возило на явното комунално предприятие Пошта да бъде даване. Благодаря предлагачът, представяте решенията да се свързани с това. Видовта одлуката во материјалите е за пренос и задавање на трајно користење на движна стvar моторно возило, ние като Бошева, тоа е вече возило, кое што е во собственост на општина Демеркапија, меѓутоа со една одлука претходно е дадено на трајно користење на движна стvar на фондација Центар за едукација и изнажување во туризмот Ценет. Ценет, значи, генерално многу малку го користеше ово возило, дори нема ни пренос на правилна сообраќајна дозвола, значи се уште се води на општина Демеркапија, последна регистрација било 10.2.2015 година. Возилото долг период стоеше во просторот на старти, веќе имаше таму, за да се имахме, значи, забелешки да се тргне од таму, не беше во функција, беше дефект, се санира сите работи кои што требаше кои што беа потребни за да се стави во функција, сега е функционално, значи се стојба и за да не стои така,
е даден предлог од началникот, значи да се даде на користење на некаква лоша. Да никој ба разбора и на прашањето ова точка повеќе. Како да ја кажам, погорно колку за точно дневен ред, прво немам видно. Прво, Mazda 6, таа Mazda потрпели без својот воопшто индикација и погодбата да се даде на јавно комунално предпријатие. Под кои услови, како, зошто и како, со кој образложение јавно комунално предпријатие да користи овакво возило, собственост на општина Демиркапија. Со колку возила општина Демиркапија располага, имате ли потребно такво возило во општина Демиркапија или ако немате, зошто го дадете на јавно надавање или да се продаде така натаму? Јавното комунално предпријатие општина Демиркапија го субвенционира со 150.000 денеги субвенција, за да можат да разгладуваат, да поливат овака, колку што видов, паркот таму доле пред мотоцикулната катастрофа се исуши. Дрвата што се ступи насадени се катастрофа исуши. Јас не сум видела дека комуналното предпријатие работи. За време од 3 години 2 пати го да покачуваат комунали и чуда, истиот овој зорите го несват и треба да ги наградиме со Mazda 6 патничко возило општина градинска да го ради. Прашањето ми е дали треба и советници да се дадени во месеци преговоримо за Mazda да може да се користи во комуналното предпријатие. Овакво нешто би го зборил, не го пустило и да дојде по точка на дневен ред. Ова не е за расправа. Ова веќе има некои работи кои што само претеруваат. Јас сум енергично против. Ова, ако на оваква ќе биде да кажам ова е на социјалните мрежи на некои на пресконференција се. И ќе се оцени општина. Да ви кажам, ако ова точка помине, значи советниците ќе ги напишам со име презими со сите категории на социјални мрежи и на медиуми и на пресконференција. Ова не дозволено. Катастрофа. Дали друг разговор? Ова возило по-долго време не е ни функција, не може функција. Кажав јас дека воопшто, значи не беше во функција, затоа што поради дефекти не беше некористено од страна на цена. Долг период, значи беше во неисправна функција. Значи, па 2015 последна регистрација, ако е втори месец, значи до 2016 еве сме го дале, значи на цената, меѓутоа од нивна страна многу кратко беше користен. Е ставено во функција и заради тоа за да едноставно, значи, се користи, како да кажа. Ние не сме и против на комуналното да им се доделе возило, некој пикап или некој функционално, што има потреба. Ова возило само дефекти, само старо. Значи не може да се доделиме или едно друго возило со парска регистрација. Што тоа како било по една цена да даде. Како врска по има цена со општината, ако ја така. Така? Комуналното е општинска такса. Така да не може да се... Има само загубова работа. А по-добро да се стави в функција, колку да стои да... Кога веќе е ставено во функција, по-добро според нас да се користи. Јас би сакал да... Може би треба уште порано да се направи. Да. Не стои таму во стар. Би сакал јас да направам така односно возило. Јас сосема случајно во тој период заедно бевме со господинот Стојановски, да се купил ова возило така. И тогашната јавна управа назначаваме да се општинската управа се слуши со ова возило. После тоа, ова возило беше неколку пати донирано. Еднаш беше донирано специјален завод. Не знам по кој, значи специјален завод е јавна институција која што нема врска со општината. А ова па не е по-логично. Удаваме на фирма черка на општината, ми е некој по-логично да кренам раки да дадам подршка за тоа, колку да тоа возило биде дадено на првично. Ја не бе после тоа советник, господин Стојанов, да? Да биде дадено на специјален завод. Точно, беше да. После тоа специјален завод плачало па го враќа назад поклон, дали на поклон, кој зајде да ми се гледа, да ме е испали се гледа. Не успеа, плаќат и повторно е вратено возило. Тоа возило долги години таму го ние стар. Сега општината се излага на трошковите помнито па на цена. И ево, сега треба да го донираме повторно на комуналните јавни предпријатија. Не знам што да кажам по однос на тоа. Ако тоа возило е функционално сега, да, функционално возна состојба,
Дигнете рака. 3 гласа за. Кой е против? 4 гласа против. Кой е въздържан? 2 гласа въздържан. Благодаря. Поминуваме на 7 точка на дневния ред. Предлог решение за даване на съгласност за годишен план за вработуване до 2020 година по община Демиркапия. Във връзка Това беше на предходните седмици, когато минавате, ще го поведете. Да. Представително. Председател, предходно ова беше за измена на годишниот план за вработување, со тоа што во таа измена баравме соработник во урбанизам, заради тоа што беше предвидено помлад соработник, а нас моментално некаде во ноември планираме да се распише стар за соработник. Тоа конкретно за колешката Мартина, што уште не е решен статусот во општината, дека што има дипломирано се и предвидено е во ноември некаде да го пушти на огласи за соработник. Заради тоа ја баравме таа измена за да влезе и во планот за 2024, а и работно место го ставив и во овој план за 2025, заради тоа што сметнав некако тоа ако се реализира во ноември, здравие Боже, дали ќе биде или не декември, па преминуваме во друга година 2025, така да за секој случај го ставим и во 2025. Така да номинатиот совет помина измена на годишниот план за вработување за 2024 година, а сега имаме законска обврска за давање согласност од советот за годишен план на вработување за 2025 година. Законската обврска ни е до 1 септември, значи ние треба до Министерството да го пратиме овој план до 1 септември. Каков таков да имаме некаков план, за да можем нещо да реализираме в 2025 година. И сега, тука, како што може да видиме, моменталната состојба ние 21 работен има во општина Демиркапия. Со тоа што пензионирање, унапредување, трансфер и слично немаме предвидено за 2025 година и во предвидени планирани нови вработувања се истите уствари што биле и лани. Лани ништо не е реализирано, истите се од лани ставени со тоа што планот после тоа може да претрпува измени согласно потребите на општина. Конкретно е советник за материјално-финансиско сметководство и плачење, тоа е на колегата што отиде во пензија, работното место, ослободено по оскоп на пензионирање, нереализирано во 2024. Исто така соработник за урбанизам и планирање, и тоа не ни е реализирано. Овие другите две ги имаме во систематизација, дали како, кога би се реализирали, тоа е знак прашање. Значи, ово е начинен годишен план, да исполниме законската обврска, а натаму што и како се реализира тука. Дали некој бара збор по однос на степната точка на дневен ред, предлог решение за бавење согласност за годишен план за вработување во 2025 година на општината. Прашање имам, дали да вие вработување во сега план, согласно се бара од Министерство за финансии. Согласно? Согласно с Министерство за финансии не. Заради тоа што Имам бюджет. да не гоже. Согласно с тоа што се собствена точка. Дали друг барател? Пошто никој не разбора, заклучувам. Седмата точка на дневен ред,
Годишниот план за вработување и опфаќа вработувањето само во административно и помошно-техничкиот персонал во институцијата. Моментално пополнити се 6 работни места. Врз основа на систематизацијата и капацитетот на градинката во годишниот план за вработување за 25 година наведени се 9 работни места како планирани нови вработувања во 25 година. По еден помнат соработник за секретар во централен објект кој дава стручни правни совети, управува со човечки ресурси, ги организира работата во правно-административната служба и други работи по закони и по систематизација предвидени. По два работно место помнат соработник сметоводител, исто во централен објект, ја организира целокупната работа во сметоводството на установата, учествува во споредување на постапки за јавни набавки и други работи по закон, да не ги читам сите. Како трето работно место возач, кој е предвиден во сите објекти, врши транспорт и дистрибуција на прехранбени артикли од централна кујна и магазинот до објектите, транспортна средства за хигиена, се грижи за возилото, врши други работи предвидени по закон. Четврто работно место хаусмајстор во сите објекти, тој тековно работни задачи што ги има тековно одржување на објектите, опремата, на водоводната, канализационната, електричната инсталација и други работи. По 5 градинар, исто така во сите објекти, се грижи за есколидување и разборување на дворните површини, садење на садници и други работи кои се предвидени во самата систематизација. 6 готвач во централна кујна, учествува во распоредување потребни количини на подготовка на храна по оброци за децата по објекти, се грижи за правилна употреба, хигиена и дезинфекција на кујските садови, заедно со другите работници во кујната ја одржува хигиената во централната кујна и други работи. Под 7 помошник готвач во објект за развигорче, правилно подготвување на мени и обработка на прехранбени производи, планирање на оброци согласно листа на јадење, подготовка на појадок, салати и ужини согласно листа на јадење и други работи. Под 8 сагомијачка, сервирка во централна кујна, помага во подготвување на прехранбени производи за оброците на децата и други работи. И 9 хигиеничар во објект развигорче, која ја одржува хигиената во просториите на објектот, се грижи за проветрување на просториите и други работи. Планирани пензионирања нема во годишниот план за наредна година и преместување на кадар исто така нема. Тоа е година за вас. Ставаме до разговорот однос на осмата точка на дневниот ред. Прво сакам да прашам, за каде се предвидени објекти? Јас се ги почитам. За каде? Да ја прочитам уште. Не, за каде? За каде? Какви објектници, колежници? Тоа учите се. Добро. Значи, помнат се работник секретар, централен објект. Значи, централното објект. Соработник, местоводител, пак централен објект. После имаме возач, сите објекти презентирани, тој. Сите објекти. Ја получувам сознание, вие имате работено возач, имате цел. Не. Јас знам дека се носе храната од тука до... Немаме така. Која носите? Носат тие што одат натаму, ја носат храната. Пошто нямаме возач. А колку е бројот на детското? Таму 87 имаме, таму сега почуваме, сега се пишат овде се вечере, сега се намалува. Септември месец почуваме да има повише. Не јасно е за тоа за работното место градинар, јас сум тука со снага, дека што знам наша градинка, многу голема градина немаме, сега вас е предвидено за бизнес, там не знам. Не, за дистанци го кажа тоа дека сите објекти, значи има 3 објекти, сите 3 објекти имаат дворно место. Пишо на применица, ќе има дърца, има така работа. Значи, по система
место можем да го поставим да се планира. Зависи, значи, финансовата конструкция ще биде, финансови план ще биде за 25 година. Дали че даде можност да се приеме някои от две работни места, дали няма да даде. Се зависи от това. Може би готваш, а тук трябва да се носи по обектите, а са и там, виж кажете дека готваш за тук, така? Готвач имаш едно тук, така. Имаш 3 коини, които са помощни готвачи. Така. Значи от трите коини трябва да има човек, ако има хранка, там се подготвува по ядо и учените се подготвува за деца. Ручко се подготвува тук. Трябва някой там да има за поядото, за ужинката да младай на децата, за да ги измие съдевите, за да го поделя ручето и си тия работи. По правило на нещо трябва така да бъде. Разбираш? А сега дали, че има можност да се примат или няма за това е висшето му работа. Значи е ли изпит за ви работа, да речем институция. Значи трябва да има секретар, по-надзор работник секретар, човек на милица, ръководител, а не едно работно место и по 10 раз стручно да. Не ли поняза тия работни места? Мама не има. Готваш, помощник готваш, а тук се носи храна там, и за там па ще ето ти готваш. кажа, Да, да се готвира някакво разготовението. Да, али затова ти викам, значи по реда на нещата така трябва да бъде. По реда на нещата там има куйна и тази храна трябва тия човек да работа, не трябва готовачи или не знам кой друг трябва. Значи по реда на нещата това е. Дали други има прашање или повелете да А инсистирам да се върши по вас да изпиташ той дел. На промени деца, подготовка. Да, али много по-тежко е, мислим, средно да това го кажу, това много по-тежко и много повече деца са проблем, защото значи един човек трябва за едно дете да Ева, например, го реши се занимава тук и Имаме ли такъв кадър тук да го петили? Тук да не е Наташа и дефектолог. Да, Наташа и да А също не бъде за дефектолог. Не бъде за техническо. Дори на логопед да може, например, утре друг още по-долу. Значи трябва както кадър, щета шо мислам дека много тежко се наводи. Целовия момент такви кадри. Логопед мислам по-широко, вака тук утре пишията нема. Не знам какво. Историте ми се измешани и захектали от една на друга етапа да има малко да ги държам за да се знае. Делаше вика соска от полната година, а да вика град. Там вика моментално работили в институцията 6, а планирани нови 9 до 31 декември теково. Така? Така ни... Имаш моментално 6 и планираш до нова година, до декември плюс още 9. Значи това е како послуша на подружници да отвориш. Цветови так, значи так, вероятно има дечки, не А по овој дел 3 планирани нови работови за следната година би са 4. Не, дел. Дел 3. Дел 4. Секретар се изпълнител, въздух, А и от вас извършени са на Значи това вкупно 15 от това година и плюс още 9 за наредната година. Значи ако ви се реализирали тия 9 това година, тия виж наредната година как ще реализираш ще се виж. Така, самият план, например, и аз не знам защо това така го правя. Самият план така ти викам, така трябва да ги намериш. Мене не е защо сега и това година да ги приемам и наредна мислям да ги планирам. Пробваш, брайке. Ако има потреба, ще се приема. Да. Нормално, значи това е само планиране. Иначе не може да свърши нищо. Проблемът е дали извършена анализа
прашање, веројатно, според како анализа, овие ќе палат, затоа ги барат, како ми задолжават министра. А дали до сегашните работници стручни и компетентни там поставени, барем на работните места? А не знам, јас почувам сам на масово извршени научни комисии. Zato što svi živeli тук, за да знаем кои са там, како са там. Кувар как е? Кувар няма кувар. Имате, ама не Кувар да отиде у пенсия. Не, јас мислам дека имате, ама не го ангажирате, така? Куварът е у пенсия. Ланска година отиде у пенсия. Zato što Човек работно место, ще ги маше, значи у пенсия. А сега имате ли вие? Како ги разпоредувате вашите, според стручната и според образованието за местата или според личността? И според точно къде, на кое работно место е приман. Разбираш? Предполагам къде е приман. И сега вие како директор, имате стручно лице за кувар, така, што вработено ви е таму, меѓутоа поради личноста нема да работи на тоа работно место, ке работи на Како тоа е работно приман? место. Дали На според кое ги разпоредувате како директор на институцијата, според личноста, дали се Според или решение. според стручноста што е? Според решение. А според решение. Да, како пише в решението на кое работно место, може да бъде на това. Дали некој друг има прашање или коментар? Јас би сакал да кажам. Значи, директор, јас сакам добро разбрав. Имате план за вработување, кој што ќе зависи од вашата финансиска конструкција, дали ви има помош, ќе имате финанси, за да го работите нешто што вам е преко потребно, односно дека ви нормално ќе дајте приоритет на тие најнеопходни, што ви се може да држите во функционалност институцијата. Ова е само план за да имате согласност од страна наша, за да можете евентуално да пристапите кон такво решение. Повторно ќе кажам, услов да имате финанси. Точно. Дали некој друг разговор? Пошто никој не разговор, заклучувам претоси по остата точка на дневен ред и предлог решение за давање согласност за годишен план за вработување за 2020 во ЈОВДГ по избраниот Демиркапија да става на глас. Кој за вака што уважавате предлог решение, молам да генерали. 5 гласа за, кој е против? 4 гласа против, няма одржани. Благодарам. Поминуваме на следното пријатно. Поминуваме на 9 точка предлог решение за именување на член на управен одбор за заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на тешки дијагнози и ветеринарно здравство стационарно. Се извинувам, povedete како јас се. Знаете како што кажа, значи да нека повеќе Јас работа стационарни ветеринари. Значи, согласно предходно дадената согласност за објавување на јавниот повик за пријава на заинтересирани лица за кандидати за избор на членот во управниот одбор на заедничко јавно предпријатие. Јавниот повик беше распишан на 24.6. Истиот беше објавен на веб страната на општина Демиркапија и на веб страната на јавното предпријатие ШЕПА. Крајниот рок за пријавување на апликациите беше до 8.7. Административната селекција е направена на 15.7. Интервјуто со кандидатот е направен на 18.7. Значи, единствен пријавен кандидат на јавниот повик е Светомир Милошевиќ, кој што е како предложено лице во решението за именување на член. И од тие причини Комисијата за селекција доставува предлог до Советот на општина Демиркапија за донесување на решение за именување на член во управен одбор на заедничко јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни младеници и ветеринарно здравство стационар ШЕПА Кавадарци, а за член во управен одбор, како што кажав, се именува Светомир Милошевиќ. Отварам расправа по 9 точка на дневен ред, предлог решение за именување член на управен одбор. Ја сад можам да го поздравам овие решение што е согласно да не се тоа што подобар кандидат вклучен од Светомир Милошевиќ во ова област.
демография и регионална здравствена шеба на господина Сергей Георгиевич. Оставам на гласене. Кой е за предложение? Едногласно, 9 гласа за, няма против, няма въздържали. И последната точка на дневния ред за днес е реализуване на база на физически и правни лица. И аз сакам да дадам еден предлог. Всеки